Цвитанка Петковска е родена и прасната во Скопје. Таа е единствено дете на своите родители. Пред деценија и пол животниот пат ја носи во Тетово каде се мажи со супругот и му раѓа 3 деца. Тие се уште малолетни и можеби си би било стабилно и понормално до лани кога дознава една сурова вистина дека боледува од карцином. Болките и зачестуваат и таа не била способна да ја издржи работата. Морала да даде отказ и супругот останал без работа и тоа е капка во преполна чаша за нивните проблеми. Живеат во стан во центарот на Тетово каде веќе нема струја со месеци поради неможноста да ја платат истата. Тоа влијае и врз животот на низините деца. Немаат услови за бањање, за учење, немаат ниту храна за дома и за на училиште. Претежок период од нивните животи. Најмногу бола детските солзи. Тие ќе речат дека се смејување на училиште затоа што не одржуваат хигиена, не носат храна и немаат убава облека. Сите ги избегнуваат, а сакаат да се дружат и да учат. Затоа замолуваат да им се помогне во овие тешки мигови, за да може да ја видат мајката здрава еден ден, а тие пораснати и горди жители на својата земја. Постојано знам да кажам дека нашето малку никому може да значи се. Денес ќе ве запознаеме со семејството на Цветанка Поповска, која што навистина и треба мала помош, за да може да ги изведе децата на прав пат. Таа има 3 малолетни деца, најмалото има само 4 години. Од август месец е диагностицирана сериозна диагноза, поради што морала да ја напушти работата. Поради тоа остануваат неплатени сметките за струја и денес ова семејство живее без струја, а богами и без храна. Добар ден. Добар ден, поведете. Цеца, јас сум Оливера од Срце на дланка. Мило ми се дојдовте. Сигурно имате некој тежок проблем што се јавивте. Да. Што ви се Струјата ни е исклучена, останавме со сопругот без работа. Заради моја откриена болест, тумор на матката, останавме двајцата дома, да припази на мене, да припази на децава. Колку деца имате? 3 деца имам, примаме социјална помош од 7.000. Не успеавме да платиме струјата, како што гледате сме без струја. Како е да се живее без струја? Тешко. Колку месеци сте? 3 месеци. А сега е зима и верувам... Па на дрва, благодарејќи на комшиите. Ова ви е собата? Да. Благодарејќи на комшиите имаме мала помош. Што ви помагаат? Дрва, регалчиња вака да можеме да станеме со грејење, храна малку. Сигурно ви е многу тешко во ситуацијава, посебно за децата. Да. Што ви паѓа најмногу тешко? Струјата, немам струја, немам да им дадам за храна. Не сум во можност да им приуштам како секој родител што им приуштува на своето дете. Да има едно белки малку среќен ден. Среќно детство. Се чувствувам како неспособен родител, дека не сум способна да им го овозможам тоа ништо го сакаат. Сигурно за нив сте најдобриот родител? Се надевам. А се трудам и ќе се борам до крајот на мојот живот и до мојот последен див да им овозможам колку што можам и како можам. Што почувствувавте во моментот кога останавте болна и кога ја видовте диагнозата? Како смртта да се ја видов пред себе, почнав да плачам со замислата како ќе расте Кирил. Ајде, Петар и Марија се години, мама Кирил се уште е мал. Колку години има Кирил? 4. Има само 4 години. Само 4 години. Со самата помисла, јас како мајка, моја одговорност е да биде воспитувањето нели мое. Одговорноста како една мајка е моја. Велите, откако останавте болна, моравте да напуштите работата. Работа, да. Не сте во состојба да... Не бе во состојба. Што работевте? Садови ми е во еден ресторант тука во Тетово. Сега живеете со минимални средства? Со минимални средства и сопругот беше принуден да напушти од работа. Заради мојата здравствена состојба, заради нема кој да остане со Кирил. И од тогаш... Децава која се на училиште, нели, и од тогаш струјата ни остана неплатена. Пред 15-16 години имало
пред да дојдам пред да се омажам овдека, пред да влезам во станов, имало кираџи, направиле огромна сума на сметка огромна, неплатена, направивме на рати, но од кога паднав болна, од кога станавме со сопругот двајцата дома без работа, еве и без струја сме сега. Како учат децата, како се подготвуваат за училиште навечер? Они се прва смена, мислам се бајле во школа, кога ќе дојдат од школа ќе напишат домашно, ќе научат тоа што имаат. На плинско топлам вода или на шпоретов. Не можете не да се бањате? Така и се малку од малку хигиена да... Со прегревање на вода? Да. Сигурно, поради ситуацијата во која што се наоѓате и се мета на исмејување во училиште децата. И на училиште, и во мало. Што им викаат? Сиромашни, немате ништо, као стилов, не се бањате, смрдите, имате вошки. Вас тоа ве Многу поголува? боли, додека имавме струја, буквално сите деца од мало беа со нив, но последниве 3 месеци треба човек да има камено срце, да не пушти сол, како родител, да пушти солза пред нив на тие зборови од дете кои ќе се слушнат. Цветанка е родена во Скопје во населбата Маџари. Немала пребогато детство, но со оглед на тоа дека била ќерка единка на родителите, многу побаво живеела отколку што денес живеат незините деца. Во 2008 година се мажи и сели во Тетово. Бидејќи пораснала сама во детството, се ветила дека еден ден кога ќе стане жена ќе има 3 деца. Господ тоа и го исполнил, па ги добила Марија, Петар и Кирил, кои до пред некој месец имале полесно детство, но откако ќе дознаат дека мајка им болидува од канцер, нивниот живот ќе се претвори во кошмар. Денес тие живеат без струја и најчесто и без храна. Потекнувам од Скопје, девојче од Скопје. Детството, како дете единец, не можам да се пожалам дека било некое лошо детство. За разлика од детството сегашно, што денешните деца го живеат, можам да кажам, моето било совршено. Од каде? Од Скопје? Од населба Маџари. Да, имам завршено трговачко, сум работела под цвеќари, под малските дуќанчиња. 2008 се омажив, тука во Тетово, имам 3 деца. Марија, 15 години, 2008 е родена. Имам првиот син ми е 2011 и третово 2019. Работевте и вие и сопругот? Ја и сопругот работи, работеше во пекариве, си имаше редовно примање. Пред да дојдеме тука имало некои кираџи, имало кираџи и живееле. А чиф е овој стан? На тетка на свекрвата, сестра, таа е замината и мажена во Германија. Ни го даде станот ние да живееме, да не идеме под кири, сепак има, јас викам, нели добри луѓе, не сме сите лоши, како што не прават. Направиле некој огромен цех од 2000 евра. Кираџиите пред вас? Кираџиите пред нас да седеа. И вие кога дојдовте, кога се доселивте тука? Ноември 2008. Од тогаш сте без струја? Не, имавме струја до пред извесен период, додека не се разбалев. Имав крварење, керетажи, првата керетажа ми беше 21 август, со плаќање по болници, со лекови. Струјата беше направена на рати, ратите редовно плаќање, сметките редовно плаќање, но кога паднав болна, не е некоја тешка или болест, но сепак трчање по лекари, со лекови, еве 3 месеци сме без струја, не е исклучена струјата. Немав немав средства да ја платам, дали средствата да што сопругот ќе ги донесеше дома, дали за храна, дали за децата за школа, дали за струја. И така да не успеав да платам ни ратата, ни сметката за струја. Он работеше во пекара, тука во Тетово, но заради мојава ситуација мораше да остане дома. И за чување, поготово за најмалиот син и за мене, дека на моменти ме фаќаат премногу болки да може да
повикали брза помош да ме однесе до болница. А почесто сега иде кај ќе го викнат некој дрво древа да ги цепи, да помогне на некој пријател да донесе. Немате стабилен приход низ Нема. месецот. Сигурно тоа ве натера да се пријавите. Да. Цветанка денес тешко ја поднесува дијагнозата која се заканува врз незиното здравје, но и врз сигурноста на животите на незините деца. Покрај болките што таа секој ден мора да ги трпи и поради кои морала да ја напушти работата, таа живее со солзи од страв дека нема да дочека да ги израсне децата. Посебно жали е за малиот Кирил. Често се без храна во училиште и дома. Се моли за една супа од соседите за да не бидат гладни најмилите, а тешко е што живеат без струја последниве месеци и незините деца поради сето тоа се често и омаловажувани на училиште. А што ви дијагностицираа на доктор? Тумор на матка. Се лечите во моментот? Треба сега во понеделник да идам на 29 на онкологија во клиника во Скопје, на зрачење, па на хемотерапија и по месец и пол лежење, операција. Која се разболи, полошо. Иначе бевме супер и со струја дома и со јадење бевме супер, ама сега поради мајка ми све изгуби што имавме. Откако се разболе таа, остана без примање, без работа Да. и живеете со минимални средства. Тоа влијае врз квалитетот на вашиот живот? Премногу ме болеше, почна стомак да ме боли, дека кај што работев како судопер. Прво се сомневав дека е од водата, од ладно, анемично, примав крв. Ми падна мака и самиот ми рече да идеме на лекар. Не можам да се пожалам, мада се албанци. Но пак ќе кажам, има луѓе и од кај нивна страна, отидовме заедно на лекар. Тој ме однесе. И рече додека се оправам, додека не ми биде добро, да седам дома. А сега сте на боледување? Да. Се уште се водите како вработа? Да. Земате некој... Мислам, не сум пријавена на моје место, има моја пријателка. Додека застанам на мои здрави нозе, како што сум била порано. Ја земав првата биопсија. Седевме како сега ја и вие карши. Кога прочитав дека имам тумор, сред болница кликнав и почнав да плачам. Кој ќе ги чува? Ајде само реков, Петар и Марија се години, можат. Кирил нема кој да го чува. Што ако умрам? Тоа прво ми падна на памет. Ама со разговори со доктори, имаме на комшика, зградава, сестра незина, исто во гинекологија работи, она малку утеха ми даде дека не сум ни прва ни последна. Са во оваа ситуација, кога ќе ме фатат болки, ги гнјавам, премногу ги гнјавам. Премногу им досадувам што самата знам дека не сум поднослива. Што правите кога ќе ве фатат болки? Буквално да не се гризам самата себе, се прстиве ги гризам. Ги гризам прстиве и на моменти кога ќе ме фатат болки само ќе им речам да излезат надвор дека не можам да ги поднесам. Почесто фаќаат кај кичмата и кај ногата. И сега да го измасирам, да изседнем на кичмата колку да и подпомине. Колку да и подпомине малце по малце болката. Само во моментов едно, ќе кажем, молам Господ да оздравам, јас да оздравам, јас да застанам на мои нозе. Па за понатаму ќе видиме. Ќе пораснем. Само на некаво здраве и ништо друго не сакам. Сте седели ли без храна некогаш, Марија? Да, многу пати. Што тогаш, како го поминувате денот? Вие сте млади, ви се јаде? Па, ќе излеземо надвор, ќе пробамо некако да се снајдемо. Ќе видимо, например, некој комши, ќе им побарамо 50 денари, колку еден леп да купевме дома. Добро, не викам не, и кој има, ќе ни дал. Ќе смо купеле леп, ќе смо къснеле. Немаше големо друштво како мала? Па, порадо сите ми избегава, јас сум смрдела, сум имала вошки, бегаја од мене. Но ти си преубава девојче. Тоа помина. Тоа беше кога беше основно? Да, тоа колку имав малечка бев, 5-то оделение.
Учев во друга школа, во Гоце Делчев, и имав и таму друштво што ми помага и кога имав и кога немав. Делеа со мене. Па да го искусат тоа на нивна кожа, па да видат како е некој нив така да ги навредува, па да сватат како и другите кои ги навредуваат. Они го немаат искусено тоа, затоа ништо не знаат. И така, после 7 оделение, се префрли во друга школа, во Братство Мигени, и не се дружим со никога, едноставно сите ми збора добро, нема врска, не ги слушам, не ми се битни. Што ти збора? Истото што би го збора децава надвор, тоа и оние. Па ја не ги слушам, само си терам мојот живот, не сакам да се замарам со нив. Се трудим да бидем добра, се трудим и све, ама џабе. Они ако се богати, ако сум сиромашна, не мора да значи. Они тоа го разликуваат. Добро, пречутуем. Кога имам, ќе си купим нешто, ќе си къснем. Со братучетка ми и она учи во истото школа. Порано им чутев на сите. Ама кога сватив дека не можем више да им чутим, секој што ќе ми каже нешто, ја му врачам. Кога можем и ја ќе им помогнем, ќе побарам од другарки, ќе ми помогнат, они не викам не. Што им бараш на другарки? Па, например, понекога се случува да немамо леп дома или било што, ја ќе им побарам, они ќе ми помогнат. Кога немам во училиште пари, тука ми ја братучет ми Мики и тој многу ми помогна. Како мајка ми, еднаш татко ми беше на работа и немавме пари за да земеме апчиња и му побарав на братучет ми и тој ми даде да купив апчиња. И све да му кажам и тој ќе прави за мајка ми да се спаси. Како браќа сме. Кога плачам не сакам никој да ме гледа. После кога излезам негде надвор воздух да ме фати и со братучет ми тогаш ќе почнам да плачам. Ќе огушнем. Сум излагала, сум ги подела по предавници, да ми дадат пилки, ако не повише лепи супа за нив. Пробавме да го запишеме у градинка, немало место, премногу деца, проблем дека не можел да зборува, проблем дека социјален случај, ете тоа сакав да кажам, дека сме социјален случај, ми имаме примање од 7.000, горе-долу пак некои трошкови за дома можеме да покриеме. Сме немали услови да плаќаме, пробавме со документот социјално донесеме во градинка, да бидеме ослободени, не го прифатија ни тоа. И затоа побарав и помош и од вас. Ако не за мене. Секој кој што вика стари, секој како што дошол на светов, така и ќе за мене. Само барам малку помош, колку да можам да го израснам. Да ми се помогне билким струјата, да ми се пушти колку за деца. А јас знам дека ќе оздравам, знам дека ќе застанам на носи. Знам дека ќе се вратам пак на работа, знам све. Колку ви е сега долгот за струја? 50.000 за останатиот долг и за сметките 50.000. Како живеете се во овие месеци без струја? Сигурно е тешко, посебно сега во зима. Многу тешко. Многу тешко. Но пак фала му на Бога со помош на комшиите, на соседите, да име се грееме на дрва, така кажано, да скичиња, летвичиња, колку за нив. На плинско им готвам. Тоа што имам, кон прегравше. Како е да се живее без струја, Петар? Сигурно е тешко. Лошо. Немаш да се искупаш, немаш да се опереш. Тешко. Иако пред децата викам дека ми е многу лесно, дека ми е совршено, дека можам, ама душата моја знае. Се мислам од кај, ако во моментот денеска немам што да им направам, се мислам од каде да побарам. Пред нив се смеам, а стори душата ми плаче. Душата ми плаче. Душата ми плаче, ама пак, колку горе-долу, поголемите ме разбираат. И они колку можат ми помагаат. Мислам, преку другарчињата, преку школото кај што учат.
Ја знаат и класните и на Марија и на Петра ситуацијата колку можат помагаат, ама не секој не еден ден. Сегашните деца се малку, како да кажем, поразгалени. Колку пати ги имам слушнато и премолчено, проголтано. Абе, 21 век, неспособни родители, струја да немате. Само ќе ги погледнам солзи, ќе ми потечат, ќе продолжам. Ќе заминам и на нив, им компјутерите, не се расправајте. Премолчете. Зависи за роден ден, или ја нема да славим, или било што. Они, едно тортиче, едно чоколадче од 10 динара. Ке ми испаде да... Едно песниче, јас сум среќна. Ми се случи ова година, кога полнев 15 години, кога бев у Србија. Неочекувано. Деца што прв пат ги гледам во животот, цел клас, цела школа ми купиле торта, ми го слават роден денот. Сега девето да се запишем во средна во медицина за козметика. Се надевам дека ќе успеем во тоа, да си пораснем, да си се вработим, да се имам свој пари и зашто и да треба и на луѓе и кога немаат и кога имаат, ја ќе им помогне. Ние соработуваме со Донирај компјутери Вурче Стаменов и сигурно и него ќе му биде драго што компјутерот оди во вистински раце, откако ќе ви ја пуштат струјата, ќе можете нели да си го полните, да работите на него заедно со братот, по малото братче кога ќе почне во училиште и дека ќе ви се погоди за било какво учење и ете кога ќе се запишете и во средно училиште да бидете како што треба, повели Марија. Верувам дека ќе бидете задоволни и среќни со лаптопот. Благодарам многу. Непотребно ми е струја дома да имам. И пари за школа да имаме книги како што треба. Има многу работи што сакам, а што ги немам, ама ќе се преброди тоа. Па убаво се облечени. Има тоа што го немам и ја. Да имаме струја дома, да имаме колку толку да се схранимо, да имаме убав живот, да бидеме среќни. Не сте среќни? Па смо, ама сега со болеста на мајка ми. Често пати грешиме кога се надеваме на помош од оние кои не сакаат, кога даваме стотина шанси таму каде не треба да ги дадеме. Понекогаш треба да се цениме повеќе за да се заштитиме од болката и да станеме посилни, а силните имаат некој позади себе што ги прави токму такви. Тоа е животот. Илча Мицевски има 50 години, живее со својата стара мајка во село Истемник, Пасек, Делчевско. Животот до пред една деценија со семејството го поминал во една соба од семејна куќа, делена со други роднини. Откако одлучиле да купат земја каде сега живеат и направиле скромно куќарче, мислеле ќе започнат поубаво да живеат, но се јавил нов проблем. Им побарале многу средства за приклучување на струјата кои тие од пасење стока и минимална социјална помош не можеле да ја постигнат. Затоа повеќе од 10 години живеат елементарно, со газија, со ламба на соларни батерии, на свеќи. Татко му починал, па тој останал сам со мајка си. И таа е болна и неподвижна, прикована за кревет и зависна од негата на Илче. Тој ја храни, ја негува, ја пресоблекува, но не стежали за ништо друго. Навикнате на ваквиот тежок живот. Само ќе замоли да му се помогне да ја воведе струјата во домот, за да може да продолжи почовечки и подостоинствено да живее. Денес се наоѓаме во Истевник, Пасек. Обично се вели дека мајките се жртви за своите деца. Денес ќе видиме како еден син е жртва за својата мајка. Тој не работи, а она што е најлошо е што повеќе од 10 години живеат и без струја. Одиме во семејството на Слободанка и Илча. Добар ден. Добар ден. Илче,
Илча. Јас сум Оливера. Јас сум Доаѓаме Илчо. од Скопје, од емисијата Срце на дланка. Мило ми е. Сигурно не сте гледале, бидејќи ми кажаа дека живеете без струја Да, во куќата со Да. мајка ви. со мајка ми сами сме. Зошто немате струја? Зошто многу пари тражија напред тражија 16.000 евра, а сега попуштија, ама многу скап кабело и не За можам. приклучок? Да, Колку плативте? 200 евра приклучок плативме, али он е поскоп попуштија ми, ама сега со кабелот не може да се снајдам, не може финансии да Колку кабел ви бараат? 500 метара. 500 метри. И колку чини тоа? Колку би ве чинало? Точно не знам, околу 150 денари метрото. 500 метара е 150 денари, викат. Само тоа ве спречува од тоа да имате струја во домот? Да. Без струја е многу тешко. Мајка ми за тоа падна. Поради оти нема струја, многу темница е. Ова е куќата? Да. Ова е собата во која што живеете? Ова е мајка ви? Да. Добар ден. Јас сум Оливера. Јас сум Слободанка. Слободанка. Мајка на Илча. Мајка на Илча. Како живеевте си овие 10 години без струја? Тешко, многу тешко. Без струја многу тешко се живее, нема фрижидер, направиме јадење, фрлиме јадењето, без телевизор, темница. Напред со газје живеем со ламба. Сега го земав вој соларно, напред имав друго соларно, ама ми прегоре. Еднаш го направиме, втор пат не можеме да го направам. И сега ми го даде вчера овој еден пријател од Делчево. Соларното. Си ве овие години не бевте оженет? Не, Не. не бевме. Работиш некаде? Не. Зошто? Приватно. Воен инвалид сум. А вие сте воен инвалид? Да. Воен инвалид. Јас сум. Кога би ви понудила некоја работа за поголем приход би работеле ле? Да, ама со мајка ми не може да оставам. Мајка ми. Што е нам вашата мајка? Колку се троши и после уште еднашка падна. Овде уште еднашка падна, ја бев до незе, само што се завртел и она падна. И сега од тогаш навака не може ич. А напред ја фанам подмишка со помагалото. Еден круг тоа направеше, одеше полецка. И од тогаш навака ич не може од кревет да стане. Илче Мицевски е роден во Истемник и со семејството. Родителите, двајца браќа и една сестра живееле во една соба зашто куќата на Ридот била на уште 6 негови чичковци. Се занимавале и живееле од стока. За жал губи двајца од браќата, а сестрата се омажила во Кочани. Теснината и неудобност нему и неговите родители пред 10 години ќе ги услова да купат земја и направат нова соба која бараме само нивна. Не мислеле дека следните години ќе се занимаваат со проблемот за приклучок на струја и дека токму немањето на струјата ќе им го отежни и онака веќе тешкиот живот. Во Истемник, малото пајсак израснав, имаме куќа стара, ама таа стара е куќа на 6 души. Сите по една соба имавме. Така ви помина во тесен простор напред полесно беше, фамилиарно бевме, татко ми беше жив, сестра ми. А сега сам останав и многу тешко. Мораше да продадам стоката, пошто зашто. А каде чувавте стока? Таму каде што живеевте? Тамо чувавме, после тука ја симнавме стоката. Јас сум од Црник, дојде на Истемник. Тука сте омажена? Тука сум мажена. Пред 10 години. Пред 10. Моравме многу тесно. Лош пат, зимно време не може да се излегне. Нема асфалт, тука до асфалто. Ми тогаш го купивме местото и направивме овие згради. Ама пак имаше приход, нешто стока, нешто тоа. И татко ми се разболе и после как назад. Немаше приход толку. Нити помош. Нити помош, ништо. Се остана на ваши раце? Да, на мои раце се остана. Немав помош од никого. Татко ми
инвалид беше, залегна неколку години, баш не знам колку точно, може да има 5-6 години. И сега и мајка ми колку може да има 1 година. Напред живеехме тука горе на Ридо. А зошто таму не живеете веќе? Една соба имаме само. И затоа спаднаваме тука долу. Они сам кожа браќа. И на сите по една соба. Има. Со една соба, што ќе да правиме, што ќе да чиниме? Колку деца имате? 3. 3. Не, 2. Илчо и ќерка ми, Павлинка се вика. Да, ви е омажена? Омажена е почани. 2 деца и 2 деца ми умираа. 4. Ај, 2 ви умра. Умираа ми дечичка. Од што почина? Почина. Што знам, нешто разболе се и не може да се оправи, и не може. Каде не го носиме? Каде не го носиме, каде не одиме, не може да се оправи, не може. Влошување на животната состојба на Илча започнува пред неколку години, кога татко му залегнува в постела и умира, а лани во мракот една ног паѓа и неговата мајка за која сега тој се грижи. Илче во неговата скромна соба дом готви, јаде, спие, се бања. Не може да отиде на работа приватно да не изатреба нешто на мајка му, а и тој уште од војска е болен и не може да работи тешка физичка работа. Посветеноста кон мајка си ќе направат тој да остане неодомаќенет, зашто ни една жена не сака да дојде во дом без струја и да чува болна свекрва, ке рече тој, па затоа замолува да му се помогне во исполнувањето на неговата неголема желба, да се воведе струја во домот и да продолжи да живее понормално. Нема никој да ми помогне. Татко ми однеможее, инвалид остана, он оди на операција, 2 пати беше на операција, дојде тука, залегна и не може никаде лек да му најдам. Секаде го води и од нигде. Страдаме и тоа нема. И после тоа се помина од удар, татко ми. Кажува дека не усетен удар имал 5-6 пати, не усетен, не осеќал и после тоа веднага удара го наде, удари го, сега мајка ми пак падна, па и она напред не можеше да оди, не можеше да работи, нозете ја болеа, ми одеднага падна. Тука дома падна. Тешко ја поднесовте загубата на таткото? Да. Но уште потешко ви е сега што и мајката не е способна. Нема кој да ми помогне. За да тешко за гледање, за сам готвам, сам чистам тука. Ке паднеше ли мајка ви, велите, скршила колку има операции правено, доколку имавте струја? Па ја мислам дека не ќе да падне. У темницата се случи тоа. Веќе го знаете това. Ламба се вика. Со ламба живејахме. Коджа трежали за струја. Многу ви бара. Многу ми бара. Одејќи и паднав тука, у куќата. У куќата паднав и детето ме дигна, стави ме тука на креветот. Не може да ода, не може, на штип уди у болница. Ме оперисува како си бех убила. Ногата ме боли, таа страна тука се. Ич не можам да се движам. И се сум на кревет. По цел ден на кревет? По цел ден на кревет. Тоа Делчево една женичка дојди од социјалното. Тоа нам помага да ми бања. А храна? Кој ви подготвува храна? Илчо. Илчо готви? Илчо. Колку години живеете без струја? Над 10 години, точно не знам, ама над 10 години. Колку ви бараа порано за приклучок? 16.000 евро порано. Дојдоа од инженери од дистрибуција, мерија и не можевме да приклучиме. А сега ми попуштија за приклучок, молба правевме, тоа барење до Скопје и од Скопје ни
Одговорија 200 евра. Плативте? Да, платив, приклучок, они речеа ми кабел дека ќе ми онадат, ќе ми снабдат и ми речеа дека многу било. Снаоѓај се сам. Колку кабел треба? 500 метара кабел треба. За да се донесе струјата до куќата. Да, За тоа ти немаш средства, не можеш да го подминеш. Не можам. Тоа. немам средства. И повторно остануваш без струја. Без струја. Тешко, без струја тешко, не можеш да станеш. Превика за УВЦ, мораш да елентрик да палеш. Ламба напред имаше. И тешко, многу тешко со струја. Многу скапо. Зимав гази, може не знаете што е. А на ламба ставаше, зама не си исплаќаше. 150 динара, после стана 170 и многу. Купив соларно, такова мало апаратче. И оно се расипа. Еден пријател ми го поправи, втор пат бев, не можеше. Стомак ме болеше многу. Ме гореше, печеше, не можев да јадам. А што ви рекоа? Бевте на лекар? Бевме на лекар, Што констатира? ми речеа дека у град не може да живеам, морам у село да живеам. На чист воздух, на загаден воздух не може да живеам. И сега само што идам у град, одмах осеќам. Непријатно, тешко ми е. Глава ме боли, стомао. Вие одите, ако ве викнат, подработувате. Да, приватна работа негде. Лесна работа, тешка работа не може да работам. Колку да спечалите некој денар, да Да. донесете дома. Тешко ме, стомак ме боли после. Не можам, страдам. Од работата едва жив останав пред 4-5 години. Работев и на стрет ноќ со брза помош до Кочани. Едва жив останав. Метла вика потешко не смееш да дигаш. Ја дигам тешко и стомак ме боли. Доле ниско, сече ме, стомак. Мораше да одидам уште една соба, само сега да најдам некој за да ми помогне да покрие ми. Треба да се покрие. Да, треба да се покрие. Имам средства, имам дрва, имам керамиди, Материјали имате. материјали, само сам не може. И не смеам да се качувам. На високо кад се качам, свест ми се врти. Еднашка паѓав така и не смеам, да си кажам. На ваши раце и вашата мајка која Да. длани е во пустела. Дали морам, некој пат морам да ја дигнам сам. Не сте среќен? Не. И уопшто. Некој пат животот сум си го чојал многу пати. А зошто вака со мајка ми на млади години јас да работам овое, место да си прошетам, да си најдам некој девојче, ја морам тука да сум. Тоа ми е најтешкото. А сигурно, сакате како и другите луѓе. Да се осреќам, да се домаќинам, Тоа ви е желбата. да. Мали да терам, некоја да се оженам, некој тука да дојде. Зошто со мајка ми е вака? Некоја не ќе да сака да дојде. Правев мобет со едни, ама ми велеа за да идам кај нив. Само таму вика, кај нив. Ми не ми одговара мен, не може мајка ми да оставам. Дека ќе оставам мајка ми. И онака тешко. Земјоделие, тешко и земјоделие, послабо. Многу не работам, напред повеќе работев. Земјоделие, а сега не можам. Не сум способен сега. Што правите околу мајка ви во текот на денот? Околу што се грижите? Вие готвите? Јас готвам се, боб, компер, леќа, граша купувам, се. И давате лекови? Да, дава ми лекови, она сама не може и не ги знае. Ја одам да купувам, одам да снабдувам, јас и давам. Она не може. Може би и пола од пензијата на мајка ви оди за лекови? Оди целата пензија. Целата пензија? Да.
Многу Сигурно е минимална. Да, Колку зема мајка ви? 14. 14. И не достигат. Некој месец не достигат, некој месец достигат, ама секој месец не. Многу се скапи лековите. Едни има на слободно. Многу пари се. Али морам да ги земам. Инаку па многу страда по цела вечер, вика, ока, што да правим. Како може да ви се помогне околу струјата? Па не знам како, некако од дистрибуција од фирмите. Да ви се помогне да се купи кабелот? Да, за кабелот да се купи. Сега ќе видиме одговор. Како ќе одговорот од Скопје. Верувам би биле најсрекни ти и твојата мајка Да. Доколку се пушти струја. Бар да има за 2 сијалици и за 1 фрижидер. Повеќе струја, јака струја на мен не ми треба, нема ја машини да пуштам. На едно мало телевизорче кој се јам. За анимација. Плативте 200 евра. 2 месеци, можки 2 месеци. Пред 2 месеци. Да, пред 2 месеца. Но сепак се надевате дека Да, еден се ден и во оваа куќа ќе светне струјата. Да, се надеваме дека ќе светне струја. Сега барање пуштивме, а кај директорот бев и директорот рече, вика, не можам ништо, вика. Од Скопје, од Лучовот не смеам. Вика, од 30 до 50 метара ќе ти дадам, а повеќе не смеам. Струјата ни е најпотребна. Без струја, вечерно време, терше не е. Навечер се стемнува, зима е, немате нити телевизор, ништо. Немаме. Тука немаме ништо. Што правите навечер без... Што ќе направиме? Поседим, легнеме, лежиме, што се правиме? Најсреќен со струјата. Да се пушти струја, друго ќе е. Поќе може да се грижам за мајка ми, да ја гледам. За вечериња, ноќно време се станува секој пат. Би ви се улеснил животот? Да, ќе ми се олесни животот. Струја да има. А без струја многу тешко. Во животот забораваме да ставиме граница, до каде и на кого можеме да допуштаме. Треба да кренеме глава, да кажеме доста на луѓето кои не празнат духовно, емоционално, ментално и финансиски. Можеби треба да направиме селекција за пријателите и да ја затвориме вратата за оние кои лошо се однесуваат со нас, зашто во животот важни ни се само оние кои може да не слушнат кога молчиме, додека срцето ни се кине. Никола Андонов е 30-годишно момче кој уште многу мало за да стигне на училиште од врвот на село Бигла, одоло пеш до селото борејќи се низ шумата со диви зверови. Уште тоа времето има трауми и лоши спомени. Морал да се запише во училиште во Струмица како дете со посебни потреби, само за да добие статус на ученик и документ дека може да работи подоцна. И работел во неколку пекари. Се додека еден ден од роднини не бил изигран и неговиот документ, како што вели тој, не биде искористен за земење на средствата од нивна страна. Во моментов неговите документи се кај роднините и тој не може да се ги земе назад, ниту да се вработи. Се води како вработен, тие ги земаат средствата од државата, а тој не зема ништо. Се чувствува изигран. Ова семејство е речиси единственото во тој дел од селото кој откако нивната куќа се распаднала од пред 1 година, живее во една мала сиромашна соба од некој сосед само за да преживее. Храна јадат ако засадат некој зеленчук или ако им донесе некој добронамерен човек. А најголемата желба на Никола, ке рече тој, е да се пресели со мајка си во градот, да се работи и да создаде дом во кој среќно ќе живее со сопруга со која би создал семејство. Трајанка Кадри е велишанка која многу млада се омажила во Скопје и на 21 година пред да ја роди единствената ќерка останала вдовица. Извесно време се вратила кај родителите во Долнограновци, но се запознава со сопругот албанец и следните 50 години во име на љубовта ќе се пресели и живее во Тетово. Ке сгрешам ако речам дека првите години не бил добар со мене, но бидејќи не успеав да му родам дете, ме замени со друга и во куќата што јас со свој 10 прсти ја градев донесе друга жена која му роди деца. Тешко и навредливо беше да го гледаш човекот што го сакаш веднаш спроти тебе во своја куќа со друга жена и пород, ке рече оваа тажна жена. Последните 3 децени Трајанка ги минува мачно, со минимални средства со кои нема устови ниту лекови да си купи. Згорена се, останува и неподвижна.
и да не й помогнал докторот кој ја оперирал со наоѓање стани храна, досега таа можеби не би била жива. Само ќе рече, тешко е да се чувствуваш пределен и да молиш на овие години да не останеш гладен на улица.